ден на сите кои присуствувате на нашата редовна неделна богослужба, на оние кои ја гледаат онлайн оваа проповед и на оние кои во следните денови ќе можат да ја видат. На сите вам ви посакувам благословена година, се да ви биде прекрасно во времето во кое нештата ќе се случуваат според Божјата воља. Би сакал да прочитам неколку стихови кои одговараат на една ваква служба на почеток на една нова година. Текстовите се или стиховите се од книгата Проповедникот, 3 глава, кои може би се прочитани веќе на службата, но за оние кои не присуствуваат, ги прочитам повторно. 3 глава од 1 па се до 9 стих. Се има свое време и секоја работа под небото има свое време. Време кога ќе се родиш и време кога ќе умреш. Време кога садиш и време кога го корнеш насаденото. Време кога се убива и време кога се лекува. Време кога се урива и време кога се гради. Време кога се плаче и време кога се смее. Време кога се тагува и време кога се игра. Време кога се расфрлуваат камења и време кога се собираат камења. Време кога се прегрнуваш и време кога се одбегнуваат преградки. Време кога се бара загубеното и време кога се губи. Време кога се чува и време кога се растура. Време кога се раскинува и време кога се сошива. Време кога се молчи и време кога се зборува. Време кога се сака и време кога се мрази. Време за војна и време за мир. Каква полза има оној што работи од она на што се труди. Ова разбирање за животот и времето, кој го напишал мудриот цар Соломон пред нешто помалку од 3000 години, е многу соодветно да не поттикне и нас на размислување на почетокот на оваа година. Зашто времето одминува. Одминуваат годините, одминуваат деновите, часовите. Часовникот чука и не подсетува на фактот дека времето не истекува и одминува несопирливо и неповратно. И затоа, како и Соломон, добро е да си го поставиме прашањето: постои ли некој начин како да го користиме времето, како да го инвестираме животот, а тоа да има смисла? Или пак треба фаталистички да прифатиме судбина дека нашите животи се исполнети со безсмислени денови и ноќи, се поминуваат и никаква смисла, никаква полза. И навистина има такви периоди во животот на човек кога не може да најде смисла во она што го правил. Например, јас се сеќавам дека една година поминав во една касарна, мислам дека се викаше Борис Кидрич, во Лјубљана и поточно во делот од Лјубљана наречен Шентвит. Таму трчавме, се подготвувавме да ја браниме земјата, дадовме заклетва дека до последната капка крв ќе ја браниме државата која не постои. Веќе 30 години не постои таа држава. Се сеќавам дека неколку години поминав и на факултет во кој учев како да градам систем кој 30 години веќе не постои. Тој економски систем се покажа како неуспешен и пропадна. Затоа, сите тие работи во нашиот живот се причина да се измачуваме со тоа прашање на Соломон, како да го трошиме времето, а тоа да не биде безсмислено. И тоа ќе биде темата на оваа беседа, зашто не можеме да го сопреме часовникот, не можеме да го вратиме времето назад, иако многу пати ни се посакува да можеме да го вратиме. Но можеме да се потрудиме времето што ни преостанува, некому повеќе, некому помалку на оваа земја, да го потребиме на начин што ќе го прослави Бог, а и ќе донесе радост и смисла во нашиот живот. Да се навратиме на текстот од Проповедникот 3 глава. Првите 8 стиха содржат 14 спротивности кои покриваат разни области од животот, и во тие спротивности можеме да видиме дека или тие спротивности повторно не водат до констатацијата
она што на крајот во 9 стих ја поставува и Соломон, каква полза има? Оној што работи од она на што се труди. Нема, зошто? Прво, поради тој факт кој тој го изнесува тие претходни 8 стиха. Животот не го сочинуваат само нешта што донесуваат радост и просперитет. Имаме радост, просперитет, но има веднаш доаѓаат некакви околности кои го уништуваат тој просперитет, го обесмислуваат трудот во кој сме постигнале некаков плод. Животот е цикличен, вели Соломон. Ако се смееме денес, треба да сме свесни дека утре може и ќе плачеме. Ако денес сме полни со сила и здраве, веќе утре може да се случи да се превртуваме во креветот безсилни, во болка, во мак. И овој вирус сега што се расшири низ целиот свет не подсетува на таа реалност. Луѓе за кои лекарите велат дека биле во добра состојба и наеднаш само за неколку часа болеста или вирусот ги легнал во кревет и ги довел до смртна постела. Ако денес сме граделе куќа и сме се вселиле, утре може да раснуваме шатор. На тоа не подсетија сега земјотресите во Хрватска. Илјадници луѓе останаа за време на празниците надвор, без домови, во шатори. Ако денес сме биле на врвот на пирамидата, утре веќе може да бидеме на дното. Се што сме имале да го загубиме. Ако денес те прегарнуваат луѓето, утре може да те одбегнуваат. Пред некој ден читав една порака што за Нова година е напишал еден човек кој не го познавам, но разбрав дека бил телохранител на еден наш претходен премиер. И вели додека бев телохранител или обезбедување, така кажано покултурно, за Нова година добив илјадници честитки и пораки. Сега, неколку години после прекинувањето на таа служба, добивам по 20 на 30 пораки. Но барем знам кои ми се вистински пријатели. Така да, оние што денес те сакали, утре може да те мразат. Времето не носи само добро. Времето носи се. Може би имаш добар бизнис, може имаш високи приходи, успешна кариера, блиски кои те сакаат, но нема никаква гаранција за нито една од сите овие работи дека ќе ги имаш и дека ќе ги имаме ние до крајот на оваа година. Може да се случи болест, земјотрес, може да се случи некаква неволја во која за момент ќе промени се. Само да помисля на тоа што се може да не очекува веќе за следното ќоше во животот е доволно причина да си го поставиме прашањето каква полза има оној што работи од она над што се труди. Втората причина поради која нашиот живот изгледа толку празен, па и безсмислен, и бидејќи покрај времето за се останато, покрај сите овие нешто што веќе ги видовме како спротивности, има и едно време за едно нешто што е сигурно. А тоа е време за умирање. Тоа е најсигурното нешто во овој свет. И на долг период сите можеме да се сметаме за мртовци. Тешко е веројатно дека до крајот на овој век, сите ќе бидеме на оваа земја, оние што сме сега. Затоа се прашува Соломон, зошто животот да него поминеме ете туку така, да јадеме, да пиеме, Зашто утре можеме и да умреме? Зошто да го осмислуваме времето кога сите ќе завршиме на ист начин, сите ќе завршиме во гробот? Не. Нова Соломон би кажал не. Не е така. Тоа е погрешно размислување. Видите што пише во продолжение. Сето тоа тој го направил да биде прекрасно во свое време. Ни дал и чувство за времето и просторот, или добриот превод, оригиналниот текст вели, тој ја поставил вечноста во нас. Но пак не може човекот да ги разбере докрај делата Божји, што тој ги врши од почетокот до крајот. Разбрав дека за нив нема ништо подобро, освен да се веселат и да прават добро во текот на животот свој. Кога секој човек јаде и пие и го гледа доброто во секој својот труд, тој е дар Божи.
разбрав дека се што прави Господ останува за секогаш. Кон тоа нема што да се додава, од тоа нема што да се одзема. А Бог прави така за да се има страв пред лицето Негово. Овие стихови сумираат една вистина. Бог е господарот на времето. Тој е суверениот Господар. Тој го има суверенитетот. Тој решава како тоа време ќе биде употребувано во нашиот живот. Тој решава што ќе се случува во времето. Што е вечниот Бог? Времето одминува, годините, вековите одминуваат, милениумите. Но тој продолжува постојано да работи врз една цел. А таа е сите нешта да бидат прекрасни во свое време, зашто се што се случува е во рамките на неговиот совршен, прекрасен план. И затоа секое нешто во своето време е прекрасно. И тоа сознание може да ни помогне да откриеме задоволство во животот, живеејќи го времето под неговото господство, под неговиот суверенитет. Хајде да видиме како овие истини би требало да повлијат, да се одразат на нашето користење на времето. Прво, што сакам да истакнам е дека треба, имајќи го во предвид тој Божи суверенитет над времето, треба да се трудиме да го користиме времето на начин на кој Бог сака да го правиме тоа. И има тука работи кои Соломон ги наведува и кои така не изгледаат многу духовни. Например, вели, разбрав дека за нив нема ништо подобро. Мисли за човекот, за луѓето. Нема ништо подобро, освен да се веселат и да прават добро во текот на животот свој. Кога секој човек јаде и пие и го гледа доброто во секој свој труд, и тоа е дар Божи. Времето е нешто прекрасно кога го користиме на начин кој му е угоден на Бог, а угодни му се на Бог и таквите моменти во кои кога за Негова слава јадеме, се веселиме, пиеме и го гледаме доброто во секој свој труд. Нашите активности, со други зборови, добиваат на значење кога го правиме она на кое Бог не повикал да го правиме. Тука е вклучено дури тоа, јадењето и пиењето за Негова слава. Кога се одмараме, кога читаме, кога се молиме. Ако го правиме тоа на начин на кој што Бог сака да го правиме, за Негова слава, тогаш тие активности стануваат значени во нашиот живот. Дури и моментите какви што се играњето со своите деца, кога родителот, таткото, мајката си игра со своите деца, кога детето ќе скокне на вратот на таткото за да се борат на подот на земјата, и тоа е момент во кој има наслада и тоа е дар Божи. Зашто не е животот за духовните луѓе, за слушателите, не се сведува само на визии за големите Божи дела на земјата. Еден духовен работник, од него се очекува тој 24 часа да мисли само на духовните нешта и дури кога спие да сонува единствено само за стратегии за растеж на црквата, но тоа не е реално и не е така. Делот, должностите што ги има еден човек е да поминува време со своето семејство, со своите деца, сопругот со сопругата, сопругата со сопругот. И тоа не е залудно потрошено време. Не е залудно потрошено времето што го поминуваме во подготвување на храна, миење чини, зашто тоа се одговорности што Бог ни ги дал нам. И тоа се нешто што Бог сака да ги правиме. Не е залудно потрошено време на јадење и пиење, зашто и тие се работи што Бог ги оставил за човекот. Се разбира. Не можеме на тоа да го сведеме животот. Затоа има приоритети. А наш приоритет треба да биде користење на времето на начин кој ќе донесе вечно значење на трудот што го вложуваме. Како човечки суштества сите ние страдаме од ограниченост. Ограниченост поради смртноста. Просечниот живот трае 70-80, каде што има сили повеќе, тој се зголемува со
развојот на медицината и така натаму, но сепак има крај. Од друга страна, Бог поставил во нас еден копнеш, вроден копнеш, да се спротиставува на тоа ограничување. Или како што видовме, ни дал инстинкт, ја положил, ја вложил, ја вградил и инсталирал вечноста во нас. А тоа значи да имаме еден копнеш, една желба за вечен живот. Човек не може да прифати крај во кој престанува туку така неговото суштествување. И тоа е така зашто во него од Бог има поставен копнеш, инстинкт за вечноста, за вечен живот. Зашто Бог така и го создал човекот да живее во целата вечност. И тој инстинкт човекот го има уште од создавањето. И немало општество, не постоело општество, независи тоа какви идеологии ги граделе општествата, немало општество во кое луѓето живееле како атеисти. Да, и денес има такви кои идеолошки се декларираат како атеисти, тоа велат дека нема Бог, нема вечност, меѓутоа, сепак во нив има копнеш да ги овековечат своите дела. И најголемите атеисти прават се што е можно, некако нивното постојано да биде овековечено, барем овде, на земјата, со дела, со споменици и на разни други начини. Тој копнеш постои зашто човекот со смртта навистина и не го губи своето постојање. Тој не се губи во непостојање. Самиот Бог ни открива преку Библијата дека секој човек поминува во вечност или во Божјото присуство на небото, или пак во вечна одделеност од Бог. Вечноста, која е вложена во нашите срца, раѓа во нас од Бог дадена желба да градиме една вечна перспектива и за времето, што ни го подарува Бог. И да го посветуваме нашето време, нашите сили во правење на нешта кои имаат вечен карактер. Нешта кои остануваат во целата вечност. Не нешта кои ќе траат една година, една деценија, па дури еден век или многу векови какви што некои оставиле во историјата траги. Туку цела вечност. А знаете ли што останува во целата вечност? Само две нешта. Божјото Слово и луѓето. Од нештата што ги имаме на земјата, само Словото на Бог е вечно и само луѓето се вечни. И тоа се нештата на кои треба да ги фокусираме нашето време, нашиот труд, нашите усилби. Времето што го користиме за да изградиме блиски односи со Бог преку Неговото Слово. Времето кое сме го инвестирале во општене со Бог, во заедница со Бог, во разговор, во молитва, во читање на Словото. Времето што го користиме за да им служиме на другите, на ближниот, на луѓето во потреба, да ги охрабруваме никогаш, да не се откажат од верата, да ги охрабруваме да продолжат по Божиот пат и така натаму. Тоа време кое е во служба на другиот никогаш не може да биде залудно потрошено време. Понекогаш си мислиме дека напразно сме се труделе за некои луѓе бидејќи не сме гледале плод. Во вечноста не постои залудно потрошено време кое било употребено за потребата на другиот, или пак време кое било инвестирано во нашата заедница со Бог. Од друга страна, нема позалудно потрошено време од она кое е вложено за да се направат нешто со кое ќе се привлече вниманието кон себе, за собствено издигање, самозадоволување, стекнување богатства, слава, моки и такви суетни работи. Тоа се бедни инвестиции за кои што дури Господ Исус кажува во Евангелието според Матеј. Не собирајте богатства на земјата, вели тој, каде што молецот и ръгите ги уништуваат и каде што краци разбиваат и отимаат. Туку собирајте богатства на небото, каде што не ги уништува ни молец, ниту ръге, и каде што краци не разбиваат и не отимаат. Зашто каде што е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце. Ако сакаме никогаш да не го загубиме нашето време, тогаш треба да го вложиме во нешта кои остануваат во целата вечност. Друго нешто.
да се ослободиме од оние нешта што Бог не сака да ги правиме. Рековме дека добро потрошено време или добро потребено време е она кое се користи во нешто кој Бог сака да ги правиме. Во нешто кои што се во рамките на Божјата воља. И затоа би добро е да се ослободуваме од нештата кои навистина Бог и не сака да ги правиме. И овдека не мислам само на оние нешта кои по својата природа сами по себе се лоши и треба да ги тргаме настрана, да се држиме подалеку од нив. Нештата кои водат кон грев. Овде мислам, тоа се подразбира дека треба да биде така. Но овде мислам на нешто кои по својата природа се добри. Меѓутоа, не се на списокот на нештата што Бог сака да ги правиме. Всушност, оно што сакам да кажем е дека треба да се ослободуваме од хроничната презафатеност. Од онаа презафатеност која не одделува од Бог и од ближниот. Од оние претерано многу нешта кои си ги поставуваме како приоритет, а кои не ни даваат можност да го употребиме времето за најважното, за Бог и за луѓето. Живееме во едно абсурдно општество. Човек во општество кој го улесува многу животот и би требал само по себе да ослободи многу слободно време. Зашто човекот измисли начини како да се храни на брзина. Имаме микробранови печки, имаме киосци за брзо хранење. Ги има на секоја кјош. Човек најде начини како да се движи брзо, како да комуницира лесно. За да прашаш некого нешто нема потреба како во минатото да одиш кај него, да патуваш, сега има телефони. Имаме мобилно, дури не е потребно како на времето да стоиш покрај телефонот дома, да очекуваш повик или да отидеш на говорница, туку имаш подвижен телефон, мобилен телефон, кој со тебе 24 часа и кај да се ти си во контакт со луѓето. А пак сега па со интернетот за секунди се поврзуваме и со најоддалечените луѓе, они на другиот крај од светот. Иако сме модернизирани, иако животот ни е така олеснат, сепак човекот како да живее во неопременетото време, најзафатеното време, време во кој му недостасува време. Зошто? Зошто сме презафатени со обврски. Сакаме да завршиме се, да бидеме присутни на секаде, освен таму каде што навистина треба да бидеме присутни. Покрај блиските, покрај луѓето, покрај Бог. Една од основните причини поради која луѓето не доаѓаат на црква или не читат Библија кога ги прашаат, кога ги прашуваат зошто отсуствуваат од црква, зошто немаат служба, зошто не читаат, не се молат, одговорот е немаме време, презафатени сме. Преоптоварени сме во областта на обврските. Исто така, презафатени сме со одржување на предметите што ги поседуваме. Ако порано луѓето имале задолжително во домот 10 предмети, денес тој список се продолжува и денес има стотици предмети кои ги имаме дома, сметаме дека се неопходни, важни, а голем дел од нив дури и не ги користиме, но се трудиме да ги одржуваме. Кои одзимаат нашето време и нашето внимание. Има работи кои навистина не се потребни, но има работи кои само не оптеретуваат. И во таа област на поседување ние сме навистина преоптоварени. Има многу работи кои се неопходни, има многу нешта што мора да се направат, но животот е ограничен, времето е ограничено. Бог ни дава лимитирано време. Кои се нештата за кои ќе го потребиме? Дали се оние кои имаат вечна вредност или во постојаната презафатеност ќе го заборавиме важното? Има еден совет кој еднаш ни го даде еден мудар човек, кога бевме студенти во семинаријата. Тој рече, никогаш нема да имате доволно време да ги завршите сите оние работи што вие сакате да ги завршите. Нема да имате доволно време
за да ги завършите и сите работи, што другите сакат од вас да бидат завршени. Но секогаш ќе имате доволно време да ги завршите они работи што Бог сака да ги завршите. Затоа е добра идејата сега во оваа година да се поставиме како една должност. Секо утро да се молиме и да бараме Бог да ни покаже што Тој сака да направиме во тој ден. И тоа ни е потребно посебно во миговите кога тој најмалку го правиме. А најмалку го правиме тоа, најмалку гледаме потреба или пак наоѓаме време да останеме со Бог и да ја бараме неговата мудрост кога имаме најмалку време, кога мислиме дека немаме време зашто сме презафатени. Многу пати и мене ми се случува, останувам наутро и велам колку сум натоварен со обврски денес, немам многу време да поменам со Бог, да преминам на обврските. И тоа е абсурдно. Таквото решение е абсурдно, зашто како ќе се справиме со обврските во тој ден, ако прво не побараме сила и мудрост од оној кој единствено може да ни помогне да се справиме со предизвиците на тој ден. Колку да сме зафатени, единственото нешто за кое мора да имаме време е времето со Бог, заедницата со Него, обштението во молитва и во слово. Само така ќе знаеме што и како да правиме. И само така, она што ќе го правиме, ќе има смисла, вечна вредност, ќе има плод и радост. Треба да разбереме дека секогаш треба да имаме време во изобилство за Бог. Време во изобилство да го правиме она што Тој сака да го правиме. И последното нешто сакам овде да го спомнам е оној повторно факт за сувереноста на Господ над времето. Бидејќи Тој е суверен Господар, бидејќи тоа е Негово, Тој ни го дава и треба одговорно да го трошиме, а не безсмислено. Бог секој ден ни доверува по 24 часа. И во тоа време ни треба да ослободиме простор за одмор, за работа, за служба, време со Бог, за семејството, за децата. И тоа не е залудно потрошено време. Но да се троши времето во гледање филмови, телевизија, сурфање на Фейсбук со часови е навистина залудно потрошено време. Да се потроши вечерта на оговарање е залудно потрошено време. Ако знаеме дека Бог сака да се вклучиме во некој служење, треба да го направиме тоа. Зашто Бог ни дава време, ни поверува време. Време кој треба да го употребиме за Негова слава. Денес останаа 363 дена од оваа година. Како ќе ги употребиме? Направете се анализа на времето што обично го поминувате во текот на еден ден. Земете се го тоа како врска оваа година. И видете, нека таа анализа да покаже објективно дали сте добар управник на она што Бог ви го дава како подрок во доверба. Го трошиме ли времето за Негова слава или неповратно е така? Го губиме. Зашто еден ден ќе застанеме пред Него и ќе треба да дадеме одговор на прашањето како сме го користили неговото време. Да се подсетиме. Соломон, последниот во 15-тиот стих вели, сето тоа е така. Не можеме докрај да ги разбереме работите за да остане во она стравот од Господ. Тој страхопочи дека еден ден ќе застанеме пред Него и како пред Господар ќе треба да дадеме отчет за тоа како сме го користеле, како сме управувале со она што Бог ни го дал во доверба. И тогаш ќе се види колку од сето она што сме го правеле на земјата, навистина има вечна вредност. Колку сме работеле за Божјата слава, а колку за нашата. Тогаш ќе се види колку од времето со кое сме располагале ќе изгори во огнот. Колку од нештата за кои сме се труделе, работеле, ето така ќе исчезнат во огнот. А колку ќе помине во вечноста. Колку навистина било вредно за целата вечност. Тогаш ќе се види, кога ќе застанеме пред Него и ќе дадеме сметка. Ќе биде направена еволуацијата на нашиот живот.
Затоа Бог да ни помогне да го користиме времето и денес, и ова седмица, во текот на целата година, додека сме овдека на земјава, да го користиме на вистинскиот начин, за да биде прославен Бог. Ако постапиме така, тогаш можеме да бидеме сигурни дека Тој ќе направи се да биде прекрасно во свое време. И тоа мојата порака, мојата молитва, мојата желба за сите нас. Мудро да го користиме времето, трудот наш да има смисла. И се што се случува на крајот да биде прекрасно во своето време. Благословена нека ви биде годината.